Почитувани гледачи на Автомагазин, срдечно добре дојде во нашето ново издание. Како што гледате, денеска дел од тестовите ќе бидат моделите на Ford. Станува збор за Focus ST и за Ranger во изведбата Raptor. Тие нудат многу атрибути кои се по мерка на многу купувачи, но затоа потоа. Тргаме со флеш вестите како и секој издание на нашата емисија. После 2 децении, Иан Калам го напушти Jaguar Land Rover и не дочека да го види новото студио за дизајн во кое требаше да работи. Во него за прв пат во 84 годишната историја на Jaguar, сите дизајнери се наоѓаат на едно место. Деле од обновениот комплекс во Гајдон, во кој компанијата вложи половина милијарда фунти. Самиот дизајнерски центар зафаќа 12.000 квадратни метри, што е двојно повеќе од претходното студио во Витли. На оваа работна површина 280 креативци на марката ќе можат истовремено да работат на дури 20 макети на нови автомобили од глина во природна големина. Колку за илустрација, секоја плоча на која се моделираат овие макети е со должина од 20 метри, а околу нив има доволно простор да се постави и модел на екстериерот за споредба. Со центарот ќе раководи директорот Џулијан Томсон, кој не ги штедеше суперлативите. Според него, ова е најнапредното дизајнерско студио за автомобили во светот, развиено да ги комбинира човековите вештини и најновите технологии. Тоа вклучува роботско моделирање и работа во виртуелна реалност во студио во кое ќе се наоѓа 11-метарски 4K видеозид. Значајна заштеда на времето и ресурсите при развој на нови модели ќе донесе и тоа што целокупниот процес сега се одвива на една локација. Тука ќе се дефинираат идните трендови, а иновативните решенија ќе се развиваат низ 6 клучни дизајнерски дисциплини. Воздушните перници одамна се докажани како сериозен фактор што влијае за поголема безбедност во сообраќајот, но исто така одамно не се ни променети. Тоа ја предизвика Honda во соработка со шведскиот Autoliv да развие нов тип воздушни перници за совозачот со кои значително се подобрува неговата заштита. За разлика од вообичаените денес, овие воздушни перници на иднината имаат 4 компоненти. Покрај средишната комора која го прима главниот удар, постојат уште 2 странични комори кои се шират од неа. Меѓу нив се протега платно во облик на едро кое има за задача да ја прифати главата на совозачот доколку таа тргне настрана. Истовремено ги држи и страничните комори повлекувајќи ги внатре. Овие воздушни перници посебно се корисни во фронтални несреќи под агол од 20 до 30 степени, во кои силата на ударот може да предизвика главата на совозачот да се сврти или да излизга настрана. Планирано е нивното производство да стартува идната година, но не е познато во кои модели прво ќе се вградува. Откако ќе истече ексклузивниот период, Autoliv ќе има право да ги понуди овие воздушни перници и на други производители. Колку ќе трае тоа, од Honda не објавија. Peugeot го избра францускиот Le Bourget саем за кампери и љубители на возилата за рекреација како место за представување на концептот на боксер со 4x4 погон. Базиране на L3 верзијата на ова доставно возило, од кое се разликува по теренските додатоци. Покрај пластичните заштитни елементи на екстериерот и другата маска, на покривот е монтиран багажник, а над ветробранското стакло LED модули. Тркалата се во теренските BF Goodrich пневматици, а клиренсот е зголемен за 30 мм напред и 50 назад. За сликата да биде комплетна, на задниот дел на возилото е сместен електричен велосипед. Внатрешноста е поделена на 4 зони: дел за возачот, кујна, простор за спиење и тоалет. Во неа се среќаваат елементи од рециклираната пластика и современ Alpine инфозабавен систем со навигација и можност за поврзување со мобилен телефон. Моторот е Blue HDI дизел со 165 конски сили, а менувач 6 степен мануелен. Сериско производство на вакво нешто засега не е во план.
Како што вети, Volvo ја подготви електричната верзија на XC40. Премиерата е закажана за некоја недела, кога ќе ги дознаеме и сите детали за возилото. Влегувајќи во битката со загадувањето на воздухот со голем оптимизам, швеѓаните сериозно се зафатија со предизвикот. Уште од самиот почеток на конструирањето на нивното најмало спортско корисно возило предвидоа тоа да биде и електрично. Во тоа помош има и од кинеските сопственици концернот Гили. Првите искуства сепак ги собраа со своите хибридни изведби, меѓу кои и T5 Twin Engine верзијата на XC40. Таа од годинава е достапна со 1,5 литарски бензински мотор со 180 коњи, засилен со електромотор од 74 коњски сили. Развојот на новите електрични технологии го најави моделот Polestar 2, која има истата CMA платформа како и XC40. Почетокот на неговото производство е планиран за февруари идната година во фабриката во Луџано, Кина. Тој има два електромотора со вкупно 408 коњски сили и батерии доволни за 500 км пат. Предвидено е да чини 40.000 евра. Каде ќе се произведува и колку ќе чини XC40 Electric официјално не е објавено. Комбинацијата бизнис и забава или спортска динамика и елеганција на луксус. Звучат неостварливо, но реално се. Кај Audi Q8. Го добивате со Porsche лизинг пакет, 36% учество, 3,6% каматна стапка и 3 години каско. Audi Q8 е еден. Porsche Македонија. Би сакал да ви се представам себе си во неколку зборови. Би рекол елегантен, единствен секако, секогаш самоуверен. Како мојот автомобил, новиот Kia Proceed, храбар потек. Некои сакаат тишина. Некои сакаат забава. Некои сакаат префинетост. Не. А некои комфорт. Некои сакаат практичност и се да им е при рака. Но сите сакаат хибрид и сите сакаат Corolla. Новата Corolla Седан од 16.990 евра. Метрополис, број 1 радиомрежа. Едноставно до нов автомобил со Шпарка се лизинг. Значајна вест стигна од Volkswagen. Започна собствениот развој и пробното производство на батериски келии. Концернот, како реакција на Дизелгейт аферата, ја забрза програмата за електрификација на гамата, но остана доста резервиран во поглед на батериите. Знаејќи дека ова може да биде критично за целокупните идни планови, ги здружи силите со шведската компанија Northvolt. Резултатот од заедничкиот проект е новата фабрика во Salzgitter, каде покрај развојот ќе се одвива и производството на батериски келии. Тоа за сега е во пробна фаза, додека
редовната работа е планирана дури за 2024 година. Направена е со врвна технологија и во неа ќе бидат ангажирани 700 работници во производството и 300 експерти во развојот. Тие покрај зголемувањето на нивниот капацитет ќе работат и на намалувањето на количините репроматеријали и рециклирањето на старите батериски системи. Иако доцнат, европските автомобилски производители со забрзани чекори се обидуваат да ги задоволат сопствените потреби за батерии за електричните автомобили. Иако Mercedes-Benz ја отвори својата фабрика една година пред Volkswagen, не успеа да ја избегне судбината на сонародникот. Издавајќи лажни еколошки сертификати за 650.000 возила со звездата на чело, овој гигант од германските власти доби вкупна казна од 870 милиони евра. Mercedes-Benz ќе мора да плати казна од 870 милиони евра заради кршење на прописите за емисиите на штетни гасови, поточно содржината на азотни оксиди во возилата со дизел мотори. Германските обвинители и регулатори уште во јуни 2017 година започнаа истрага за ова, кога компанијата беше обвинета за измами и манипулации со податоците. На крај се констатира дека големиот автопроизводител од 2008 година немарно се однесувал со оваа проблематика, посебно во објавувањето на надзорот. Заради тоа, околу 650.000 возила биле пласирани на пазар со еколошки сертификат кој не го заслужувале. Објавувајќи дека нема да се жали, Mercedes-Benz без поговори ја прифати казната. Таа всушност изнесува законски максимални 4 милиони евра, додека останатите 866 се накалемени според други казневи членови од сојузните германски прописи. Но од Mercedes-Benz исто така изјавија и дека, иако висока, оваа казна воопшто нема да влијае на нивните проценки за годинешниот профит. Причината е тоа што тие претходно во билансот резервираа 1,6 милијарди евра за правни последици поврзани со емисиите на дизелските возила. Пред да ги пренесеме впечатоците од возењето на Ford Ranger Raptor и Focus ST, ќе остапиме место на уште еден американски бренд. Автомобилската публика, особено онаа од другата страна на Атлантикот, е во исчекување на почетокот на испораките на новата генерација на Chevrolet Corvette. Иако осма поред, прва е со централно поставен мотор. Со него оваа спортска икона равноправно ќе се бори со европските конкуренти како што се Porsche и Ferrari. За почеток тоа ќе биде со 6,2-литарскиот V8 со 495 коњи, а ќе следат бројни други верзии. Се споменува дека меѓу нив ќе бидат и хибридна со 1000 коњски сили, а можеби и плагин хибрид. Chevrolet Corvette и досега беше ѕверка, но не како оваа осма поред генерација. Таа сега е вистински супер автомобил, осмислен каков што треба да биде уште пред половина век. Интересен факт е дека Chevrolet започна со тестирање на централно поставената погонска група уште во 2013 година и тоа во Австралија, сместена во пикап на Holden. За да биде појасно што всушност зборуваме, треба да кажеме дека од 1964 година наваму голем број прототипи на Корвет имаат централно поставен мотор и ниту еден нималку не се доближи до сериското производство. Во меѓувреме, Корвет како автомобил од генерација во генерација стануваше се појак и побрз, но поставувајќи ја сопствената традиција каков треба да биде, се заборави основната идеја која сега се враќа на голема врата. И тоа успешно, бидејќи првите полуофицијални тестови споменуваат максимална брзина од 312 км на час. Забележано и дека забрзува до американскиот стандард од 60 мили на час за 3 секунди, што е за секунда помалку од претходникот. Тоа задоволство ќе ги чини американците $60,000, што е за $4,000 повеќе од досегашната генерација.
Менувачот е 8 степен со двојна спојка, а возачот има на располагање лаунч контрол и 6 режими на возење. Може да се подесува и чувството што го даваат сопирачките и тоа на 3 нивоа. Кој сака може да доплати и за персонализиран број на шасијата. Покрај очекуваните опции, Корвет се опремува и со лифт систем кој го подига предниот дел за полесно поминување преку лежечките полицајци. Тој е поврзан со навигацијата и на познатите локации автоматски реагира без интервенција на возачот. Колкав е интересот на американците за новиот Корвет, најдобро зборува продажбата на досегашната генерација, од која за годинава произведените 35.000 примероци останаа непродадени околу 6.000. Не помогнаа ниту огромните попусти и финансирање со 0% камата и рок на исплаќање од 72 месеци. Затоа пак некои од дилерите кои навреме си нарачаа од новата генерација ги понудија на продажба по цена од 50% поголема. На тоа реагираше General Motors, кој за да ги спречи манипулациите, едноставно им ги откажа нарачките. Но и покрај се, сите количини за идната 2020 година веќе се распродадени. Откако ќе помине еуфоријата, Chevrolet ќе го понуди корвети на меѓународните пазари, вклучувајќи ги и оние кои возат од левата страна на патот. Добре дојдовте назад во Задар. На почетокот на емисијата најавивме дека ќе ги тестираме Ford Ranger Raptor и ST. Па почнуваме со ова монументално издание на Ranger, кое за европскиот пазар ќе го замени F-150 кој никогаш не ни дојде. Но со пристапот во изработката, дотерувањето, но и опремувањето, малиот Ranger не се разликува многу од огромниот F-150. Но, да не зборуваме многу, тргнуваме веднаш на терен за да ги видиме неговите можности. И веќе сум во внатрешноста на Ranger Raptor. Имаме неколку километри оф-роуд на кои би требало да се видат сите атрибути на овој модел. Она што треба да се истакне е дека има многу измени квалитативни во однос на обичниот Ranger. Пред се задните амортизери се гасни, исто така има и спирали кои ги заменија лиснатите пружини. Тоа овозможува многу подобри карактеристики во возењето. Промената на лиснатите пружини со спирали нуди многу поголема удобност не само на пат, туку и на офроуд. Првиот дел ќе го возиме на асфалтиран пат, каде што забележуваме дека Ranger Raptor се однесува како големо спортско корисно возило. Во голема мерка му помага дволитарскиот турбодизел мотор кој има 210 конски сили и неговата работа одлично е впарена со новиот 10 степен автоматски менувач. Рака на срце, овој менувач е употребен во американската верзија на F-150 Raptor, но за волја на вистината треба да се каже дека овој менувач има променет однос на брзините. Повеќе е скроен да биде добар за европските купувачи. Па затоа односот спрема преносите е нешто помалку изменет. И изменет е во име на поголемата удобност, но и економичност, бидејќи ова возило тежи преку 2 тона, а бележи во градски услови, барем како што декларира производителот, потрошувачка од неполни 8 литри, што е извонредно економично за овака консталирано возило. Ranger е наменет за работа, но Ranger Raptor е наменет за парада. Бидејќи
има огромни амортизери, има огромни тркала, има добро заштитен товарен дел и со кожа обложена внатрешност. Сето она што е пред возачот изгледа сосема ергономски, но прва замерка на Рептор е што ги задржа во внатрешност материјалите како кај обичниот Рейнџер. Еве видете, големата централна конзола и сите овие пластични површини делуваат ефтино, многу се тврди и слушате звукот како од тапан. Но тоа е цената на доработка на возило. Форд не сакаше ништо да смени во внатрешноста, осем поголемиот луксус, но затоа се погрижи да направи големи промени на технички план. Ние ќе ги видиме сега кога ќе излеземе надвор од асфалтот. И конечно се наоѓаме на терен. Според инструкциите на домакините, ја ставаме трансмисијата во погон на 4 тркала и ги уклучуваме еден од електронските пресети за движење, а тоа е Mud & Snow. Таквите пресети ги има дури 6, од спортско возење па се до пресет за возење по тежок терен исполнет со камења и со кал. Исто така е многу комплицирано да се вози теренско возило на песок, а тоа сега ќе го направиме. Во досегашното возење Раптор се покажа како одлична солуција за асфалт, а гледам според овој терен што го форсираме, одлична солуција е и за теренско возење. Нема некои големи предизвици, а дури и вибрациите и нишањето на каросеријата е многу намалено благодарение, ќе повторам, на спиралните пружини кои се ставени на задната оска. Така да Раптор на терен се однесува многу култивирано и можам да кажам удобно. Поради големото меѓуоскино растојание кое го има Раптор, многу е тешко да се избегнат нерамнините на теренот. Јас сакам да му се заблагодарам на нашиот снимател што поминува низ волку непријатна средина за него, бидејќи не само што треба да гледа каде возиме, туку и треба да снима што правиме и како возиме. Се со цел да ви покажеме што значи Раптор да се вози на терен. И конечно доаѓаме до ултимативниот тест на можностите на Рептор. Прво ќе идеме надолу, а спуштањето е некои си повеќе од 30 степени. Исто така ќе имаме и качување од 30 степени, но со асистенција на електрониката за спуштање по надолнини нема никакви возбудувања. Теренот е навистина многу стрмен, но јас како возач не чувствувам никаков предизвик за да го поминам, бидејќи електрониката ја одработува работата за мене. Со Раптор може да се забавуваме уште долго време, но за жал нашата посета на Задар и тестирањата на Раптор е ограничена, а имаме уште и работа со Фокус ST. Но само да заврши теренското возење на Раптор, ние ќе се фокусираме на жешкиот хеджбек кој ни доаѓа од таборот на Синиот Орел. Рейнџер Рептор е извонредно забавно возило. Тоа ќе дојде во Македонија, не знаеме кога точно, но цената би била некаде околу 60.000 евра со сите давачки. Сега преминуваме на жешките
хеджбеци на возилата кои се спортски ориентирани и ни будат посебни чувства. А еден од тие е Ford ST. Изведба со 2,3 литрен EcoBoost мотор кој произведува 280 конски сили. Конструиран да ги задоволи спортските амбиции на возачите, Focus ST има мала конкуренција во светот на автомобилите, а може да пружи големо задоволство. А кога сме околу задоволствата во возењето, да видиме какви задоволства ќе ни исполни оваа ултимативна машина за оваа класа. Секогаш кога се соочувате со спортска изведба на големносеријски модел, очекувате многу. Кај Форд очекувањата се уште поголеми, бидејќи со децении ги негува таквите модели кои се дотерани да пружат доволен комфорт за секојдневна употреба од една страна, а од друга страна пак знаат да покажат заби и на многу поскапите спортски модели. Таков е Focus ST по надворешноста, можете да го забележите по спуштената каросерија, незината портокалова боја, 19-инчните тркала и црвената ознака ST. Во внатрешноста работите стојат поинаку. Таму се е подредено да ве подсетува дека се наоѓате во автомобил способен да пружи многу. Школкастите спортски седишта произведени од специјалистот Рекаро, богатата опрема, мултифункционалниот управувач и му благодарам на Севишниот. Сега стрелките на инструментите имаат црвена наместо сина боја. Централната конзола е исто како кај сериските изведби на Focus, но таквиот амбиент сосема одговара на спортските манири на уредување. Изведбата ST е позната по своите спортски карактеристики кои доаѓаат од моторот. Тој е познат како најмалиот во изборот на Мустанг. Неговите 4 цилиндри имаат капацитет од 2,3 литри и со помош на турбина испорачуваат 276 коњи кои се пренесуваат на предните тркала преку 6-степен мануелен менувач. Со притисок на копче се стартува моторот, чиј звук во одушевува. Пригушениот резонантен звук како да вибрира насекаде околу возачот, со забрзувањето хипнотичката пригушена галама како да ве обзема. Без оглед дали возите брзо или споро, можете да уживате во рапсодијата на цилиндрите. За жал, маршрутата која домакините ја избраја изобилуваше со свиоци, но ригорозните ограничувања на брзината, недозволените претекнувања и гужвата на патот не ни дозволија да уживаме во перформансите. Затоа се посветивме на другите содржини. Преку воланот можете да ги контролирате повеќето функции на автомобилот. За спортските ентузијасти многу важен дел се перформансите, а тие се достапни на едно копче. Преку него се активираат електронски дефинирани модуси на возење, од нормалниот преку спортскиот до тркачкиот, во кого услугите на ESP-то се откажуваат. Управувањето станува покруто, подпирањето се спушта за 10 мм благодарение на адаптибилните амортизери кои се дел од сериската опременост. Во ниту еден случај не смее да се заборави дека со помош на сопирачкиот систем работи векторингот на вртежниот момент и има електронски контролиран диференцијал против пролизгување на тркалата. Таквата конфигурација овозможува одлични перформанси на управливоста и стабилноста на автомобилот. Иако немав услови да ги доведам до максимални граници, возните својства барем успеав да ја почувствувам возбудата на возењето на еден жежок модел. А како да не кога забрзувањето до стотка е 5,7 секунди. Иако немав многу можности да го цедам поради густиот сообраќај на Јадранската магистрала во потегот од Каштела до Скрадин во должина од 90 км, ми се створија 3-4 можности да го погонам Focus ST токму онака како што сакав. Мануелниот менувач наметнува возачки стил од старата школа. Каросеријата понизно ги исполни моите команди, со малку навалување безпрекорно ги поднесе сите оптоварувања, а јас си кажав сам на себе дека
дека е време да се скротам и крајните можности да ги испитам во адекватни услови. Остатокот од возењето се одвиваше на автопат, каде без проблем се одржуваше брзината од 220 км на час. По пристигнувањето на финалното одредиште, просечната потрошувачка изнешлуваше 11,8 литри, што е сосема прифатливо за ваков мотор и стил на возење. Со цена од 32.900 евра до регистрација, Focus ST нуди многу повеќе од очекуваното. За оние кои сакаат повеќе, ќе треба да ја почекаат изведбата RS. Но купувачите кои сакаат да имаат одличен компакт за секојдневна употреба, кој секавично се трансформира во машина со тркачки перформанси за разумна цена, тогаш ST е вистинскиот избор.